Јас ги преземам сите институционални механизми кои што ми се на располагање, бидејќи недозволиво е да било кое обвинето лице да врши притисок на јавен обвинител, а најмалку од позиција на моќ. И да, поднесов и тужба за политичката партија ВМРО-ДПМН. Денеска се одлучи причините зошто поднесовте прецизирано обвинение? Во конкретниот случај, настапена е застареност на предикатното кривично дело, односно на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, поради истек на законските рокови за застареност и измените на кривичниот законник кои што беа донесени во 2023 година. Меѓутоа и покрај застарениот предикат, согласно законот, а и постоечката судска пракса, не постојат правни пречки да се гони перењето пари. Во овој случај, за кое што застареноста, согласно закон, настапува во 2035 година. Денешното одлагање практично значи дека судењето нареден пат треба да почне повторно од почеток, по 6-ти пат. И би рекла дека во овој случај доказната стратегија на обвинетите, меѓу другото, е фокусирана на одложување на оваа постапка, бидејќи само преку застареност можат да одбегнат одговорност.